Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, господинот Никола Енколовски. Ректоре, со какви проблеми се соочуваат професорите кога треба да ги одржат своите предавања во вонредната состојба поради COVID-19? Па откако дојде до оваа новонастаната ситуација со глобалната светска пандемија COVID-19, фактички ние како универзитет, односно и сите останати универзитети во земјава, се соочија нормално со некои потешкоти, но тие беа од краток привремен карактер. Ние фактички имавме малку време да се адаптираме на новонастанатата ситуација, но за релативно кратко време успеавме да ја одржиме наставата во рамките на нормалната нејзина дејност. Како изгледа едно онлайн предавање на 300 студенти кое претходно се одржуваше во амфитеатар? Па секако дека откако владата ја донесе уредбата за да се прекине наставата, и теоретската и практичната, ние веднаш го испочитувавме тој момент. Непосредно пред таа уредба ние донесовме како универзитет и правилник за работата на универзитетот во такви услови. И сметам дека фактички откако почнавме со онлайн настава, односно далечинско учење, бројот на студентите малку невообичаено, но се зголеми учеството на студентите во наставата. Самите професори, како што спомнав, вложија голем напор да продолжи наставата од типот на далечинско учење, но ние како универзитет дозволивме, во зависност од дејноста на факултетот, дозволивме да, можем да кажем, автономно да се одлучат единиците на која платформа ќе ги обавуваат тие предавања, така што на некои од единиците работат со Microsoft Teams платформата, некои со Zoom, некои со Google Class. Секако дека една од тенденциите на професорите е да има двонасочност во тие електронски комуникации, односно да се развиваат дискусии помеѓу професорите и студентите. Во таа насока голем дел од професорите ги имаат претходност имено предавањата, така што да остане повеќе време за тие онлайн дискусии помеѓу професорите и студентите. Мислам дека откако почна на овој начин да се одвива онлайн наставата, мислам дека сето тоа на едно задоволително ниво. Наставните програми течат непрекинато. На одредени факултети, како што се, например, техничките или природно-математичкиот факултет, нема доволно услови за практична работа и во нормална состојба, поради застарени инструменти, застарени лаборатории. Како тоа е решено во оваа вонредна состојба? Па можем да кажем дека лабораториите што се на нашиот универзитет се добро опремени, со добра опрема, можем да кажем и релативно нова, од тој аспект. Но одржувањето на практичната настава сепак во зависност од, како што спомнав, спецификите на факултетот, на одредени факултети не може да се обавува како што би се обавувала во нормална ситуација заради спецификите. Тоа е пред се на уметничките факултети, на факултетот за драмски уметности, за ликовни уметности, факултетот за музика и така. Така што мислам дека таму ќе одиме со некое прилагодување. На овие факултети се одвива теоретската настава, но за практичната настава, со оглед на тоа колку е специфична, се размислува за некој, да кажеме, продолжување на тие вежби. Веројатно тоа би било втората половина на јуни. Имаме намера ние да направиме и промени во испитните сесии.
можеме да дадеме планот ни двојна испитна сесија во текот на јуни или септември. Ќе видиме се во зависност од владините мерки, од текот на епидемијата во нашата земја и слично. Како ќе изгледа јунската испитна сесија? Универзитетот и единиците прават максимални напори, но во согласност и во соработка со студентите, односно со Универзитетското студентско собрание. Ние сме во постојана комуникација со нив, сепак да не биде нешто што е наметнато и против нивната волја, но можеме да кажам слободно дека минатата недела беше направена една успешна колоквиумска сесија на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство на повеќе од половината предмети што ги имаат во таа сесија и професорите, значи во комуникациите мои со професорите и со деканот, дојдовме до заклучок дека резултатите што беа добиени од тие полагања се многу задоволителни и се споредливи со полагањата и резултатите од претходните години, 2-3. Сепак, значи се почна да се користат нови технологии за нормално идентификација на студентите, за целокупната нивна активност за време на полагањето и резултатите. Така што овие, да речем, првични успеси и резултати ќе бидат дискутирани. Наближува крај на училишната година, па со тоа темата матура и приемни испити за одредени факултети ќе представуваат вистински предизвик за целиот образовен процес. Дали сте разговарале со министерот за образование, како тоа ќе се реши и како тоа ќе се спроведе? Со министерот за образование и наука сум во постојана комуникација. Значи, последните согледувања во нашиот вчерашен разговор беа дека фактички ова учебна година нема да има државна матура, нема да има училишна матура и нема да има завршен испит. Така што, значи, со оглед на оваа ситуација ќе се доделуваат дипломите на учениците без овие матури. Како ќе се запишуваат тие матуранти годинава на факултет? Повеќето матуранти, значи, одат со упис, нели, врз база на успехот, без приемни испити, освен на ретки исклучоци на уметностите, каде имаме некои единици каде што има и од практичен аспект приемни испити, значи колку идните студенти ќе може да се справуваат со идната своја професија, но за тоа се размислува, се анализира ситуацијата како би било најповолно. Дури има некои предлози од некои од деканите да се одржат и на отворена средина тие практични испити пред прием, пред упис на студентите, така да мислам дека тоа некако ќе го решиме. Пандемијата укажа на недостаток на инфектолози и на епидемиолози, но години наназад ние имаме проблеми со недостаток на медицински кадри во другите сектори. Ни недостигаат патолози, нема доволно гинеколози во земјава. Дали дога сега сте разговарале со министерот за здравство за одредена стратегија со која долгорочно ќе се реши проблемот со недостиг на медицински кадар во земјава? Јас сум разговарал со повеќето министри наназад повеќе години во врска со ова прашање. Прво, недостатокот на одредени кадри, еве ги спомнавте епидемиолозите, се должи на тоа што добар дел од докторите ја сметаат таа специализација како не толку атрактивна. Повеќе се одлучуваат при изборот за хируршките гранки и за интернистичките гранки, а за групата на ова, како што спомнав, институтски предмети, односно специализации, постои помал интерес. Можда тука треба да се делува во самите болници, односно здравствени установи. Првите луѓе на здравствените установи треба тука некако да делуваат во смисла да специализациите што ќе ги добиваат нивните вработени да бидат канализирани на некој начин, да бидат во согласност со програмата на Министерството за здравство, а не по личните убедувања на поединците
и мислам дека ако се направи добра соработка помеѓу Министерството за здравство и здравствените центри во државата и сите повикани субјекти за оваа работа, мислам дека ќе се направи една добра стратегија. Колку во изминатиот период состојбата со економијата, па и состојбата со пандемијата покажа дали е добра стратегијата за голема продукција на високо образован кадар на толку многу универзитети во земјава? Моje лично мислење е дека бројот на оние дисперзирани универзитети што се отвори и факултети во нашата земја беше преголем и јас и во мојата програма кога аплицирав за ректор напишав дека таа стратегија треба итно да се смени, заради тоа што навистина тука беше изгубено време, кадри, енергија да се направи нешто, но во стартот тоа мислам дека се знаеше дека ќе биде неуспешно приказна. Тоа е едната страна. Другата страна мислам дека треба многу внимателно и со приватните универзитети. Тука пак би го спомнал Националниот совет за високо образование, тука ќе биде одборот за акредитација и евалуација, ќе имаат одлучувачко значење во смисла да прават анализа, проценка, дали и колку некој универзитет има успешност, дали ги исполнува критериумите за да биде универзитет и навистина тука очекуваме да ни прикажат овие одбори, советот, една реална слика за потребите од универзитети, па и приватни, па и државни, јавни во нашата земја. Значи, све што е премногу не носи квалитет. Во Агенцијата за вработување, најголемиот дел од младите невработени дипломирани се правници или економисти. Што ни недостига во земјава, повеќе правници или лекари? Бројот на запишување на медицинскиот факултет и на правниот факултет не зависи најчесто од нас самите, од универзитетите. Бројот на ново запишени студенти секоја година го определува владата. Така што многу е битно да имаме и тука соработка, кога бројките ги носи владата, со соработка и без соработка со нас се разликува. Ви благодарам за разговорот. Ништо, и вас ви благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.